Средбата помеѓу Доналд Трамп и Бенјамин Нетањаху очигледно донесе некакви резултати. Историско утро за Израел. Кои се новостите кои што ни пристигнуваат од светот? Па јас не гледам тука некоја голема историја, освен дека тие се сретна, дека Трамп во својот манир дава предлози, дава идеи и најавува што планира да направи. Ние забораваме дека Трамп е, на момент забораваме дека Трамп е сепак бизнисмен, кој е во политиката, па оттаму и овие предлози, еден од шокантниот предлог кој од ноќ дотринава во меѓународните вести е секако неговата најава да ја направи Газа Ривиера, а САД да ја преземат окупацијата, условно речено, или контролата над појасот Газа. Знаеме дека појасот Газа се наоѓа на убаво крајбрежје има на Средоземното море и дека Трамп веќе бизнисменот во него се разбуди и ги кажува плановите. Плановите му се да ја направи ривиера туристичка, а граѓаните или палестинците од појасот Газа би ги раселил, како што се вели во тие извештаи, но и кога ќе се направи таа ривиера би се вратиле, би отворил нови работни места и така го гледа решението на овој повеќе деценески проблем со појасот Газа. Се разбира, тоа доведе до големи осуди во арапскиот свет, пред се во Египет, во Јордан, во тие држави каде што Трамп и планира да ги префрли палестинците од таму. Привремено. Привремено се разбира, но се разбира сето тоа е сега се планови кои се најавуваат и кои може еден дел ќе се обидат да ги остварат. Од друга страна, средбата со Нетањаху ја потврдува сојузништвото меѓу Израел и САД, особено поддршката која Израел ја добива од Соединетите Американски држави, без чија не би можела еврејската држава да опстане, бидејќи обкружена со арапски свет со кој е конфронтиран. Така да, покрај другото, Израел доби ново оружје, ќе добива, ќе купува ново оружје од американците. Така да, она што го најавувавме дека републиканската партија која ќе дојде на власт, па и нејзиниот претседател во случајот Трамп, ќе се насочи повеќе кон Блискиот Исток и таму ќе ги решава работите. Сега таму и се комплицираат некои работи, како на пример обидот на и Бајденовата администрација, а и Трамповата да направат една блискоисточна оска против Иран. Што значи тоа? Еврејската држава заедно со сунитските муслимани да се здружат против Иран. Бидејќи целта е Иран, ќе подсетам, Иран е шиитска држава, овие други се сунити, најголемата сунитска држава е Саудиска Арабија и подолго време Саудиска Арабија, која де факто е под американска, да кажеме, управа, нафтата и сето, целата таа саудиска династија, која ја раководи со саудискиот крал, се обидуваат да направат добри односи помеѓу Израел и Саудиска Арабија. И тоа за малку ќе се случеше. Сега повторно се притискаријат и Ерусалим или Телавив, кој е веќе главен град, во зависност од гледањето на работите, да се признаат меѓусебно и да имаат поблиска соработка, но Саудиска Арабија утринава излезе со соопштение дека ќе го признае Израел и ќе воспостави дипломатски односи со Израел само доколку дозволи Израел формирање независна палестинска држава. И сега го враќаме муабетот од предмалку, а тоа е ако САД ја окупираат Газа, хипотетички, и направат туристички комплекс и ја засилат блискоисточната ривиера, тоа секако нема да им оди во корист на палестинците, бидејќи тие, според плановите на Трамп, ќе бидат раселени, а потоа во својот дом ќе бидат слуги на капиталистите и на оние кои ќе отворат хотели, казина. Нешто по урнекот, ќе подсетам, повозрастните граѓани можеби ќе се сетат, по урнекот на она што се случуваше на Куба, до кубанската револуција и доаѓањето на Фидел Кастро, бидејќи на Куба 50-ти години островот Куба беше острово на казина, на забава, на богатите американци кои одеа таму, имаа хотели, имаше се и се што, раскош и сето она што кубанците не го сакаа и преку револуцијата
Кубанската револуција со Фидел Кастро, Че Гевара и да не ги набројувам, гурна тогашниот прозападен режим и до ден денеска Куба можеби е сиромашна, но се разбира е независна држава. Да, и е своја, се изборија за Па сега е своја, они се знаат како е, но... Сакам уште малку да се задржиме на појасот Газа. Сакам да ја замислам таа слика. Појасот Газа, сите знаеме како изгледа сега. Значи, по војните знаеме дека е уништено се и сепак е историски момент доколку од ова што ја гледаме слика, руини, трагични слики од таму, се изгради нешто такво. Израелците на некој начин се согласни со ова, нели, со оглед на Пак имаат мир на тој дел од светот, а и ќе имаат и контрола, реално. Ќе имаат контрола, бидејќи ако Соединетите Американски држави, хипотетички, како што се изрази Трамп сега, ќе преземат контролата врз Газа, автоматски Израел веќе нема проблем, еден проблем помалку. Една граница помалку да се грижат. Значи САД ќе се грижи за се тоа што види, кога ќе влезе таму, повторно зборуваме хипотетички, кога ќе влезе таму капитал, и тоа американски или западен или како веќе ќе го наречеме, нормално дека ќе има поголема контрола. Сега јас повторно ќе влезам со некоја идеја која морам да ја кажам, а тоа е палестинците кои се таму ќе бидат раселени, а тие што ќе се вратат во духот на капитализмот на Трамп, кој вели ќе отвориме нови работни места, ќе отвориме екзистенција, тие во својот дом ќе бидат гости. Така. Сега тоа ми е прашањето. Голем број од палестинците полека деновиве се враќаат во своите какви такви се враќаат во руините што останаа. Така. И сега никој не ги прашува нив за сите овие промени. Никој не разговара со нив и не ги прашува. Секогаш е така, секогаш малите луѓе и сиромаштијата секогаш највеќе страдаат обичните луѓе. Јас не знам сега, можем да зборувам на памет и мислам она што е реално така, а тоа е таму се урнати домови, урната е целата инфраструктура. Појасот Газа воопшто беше изминатите децени големо гето од 2,5-3 милиони палестинци кои се бореа како што се бореа и Хамас кој делуваше таму терористичката организација произлезе од таквата состојба. Затоа и се вели во светот дека целиот свет може би има одговорност за тоа што се случува во Палестина и на палестинците, особено во појасот Газа и на западниот брег, но ајде не дошол на ред, тоа е другата страна на Израел. Ми се чини дека Трамп ова што го прави, откако дојде, колку е на власт? 2 недели, веќе буквално милион предлози, планови, најави, сето на што се случува го прави, како што зборувавме, сите вести ќе почнуваат Трамп па 2 точки, но за Газа зборуваме и за неговиот начин на гледање. Тој е бизнесмен. Ние добро знаеме дека, например, во Белград, урнатата зграда од бомбардирањето на Генералштабот на поранешната ЈНА за време на бомбардирањето 99-та, НАТО ја бомбардираше, Србија ја остави таа зграда, таа огромна зграда во центарот на Белград да биде паметник и споменик на тоа што се случило. Сега Трамп ја купи, планира да отвори таму хотел. Значи ќе имаме една Трамп Тауер во Белград. Тоа е бизнес. Одиме понатаму. Ова со Газа најава за бизнес. Исто така тој не крие вчера изјави дека планира од Украина. Значи нема веќе бесплатно оружје, суспендирана е помошта за Зеленски и за украинската армија. Многу пари се дадени, како што вели, за помош на Украина во оружје, но сега тие треба да вратат. Како ќе вратат? Украина САД планира, односно администрацијата на Трамп, планира благородни, неблагородни и секакви други вредни метали да ги експлотира за потребите на американската индустрија и тоа тој ќе го направи. Тој е бизнесмен. Ги бара тоа што го вложил да му се врати. Исто така, паралелно со овие барања, нели бара и од Зеленски да седне на преговарачка маса, па сега Зеленски после 3 години одбивање да разговара воопшто со Путин, вчера излегува и вели јас сум подготвен да седнам да преговарам со Путин. И сега доаѓа една иронија на целата судбина на Украина.
Путин 3 години и Русија изврши агресија врз Украина. Се случи тоа што се случи, не навлегувам подлабоко во деталите, но секогаш беше подготвен да седне да преговара за мир на Украина. Зеленски беше свртан, иронијата беше таква да Зеленски не сакаше да седи да разговара со Путин, сметајќи го дека тој е агресор и дека тој е воен злосторник и дека тој нема што со него да се разговара. Сега вчера излегува и вели јас сум подготвен да седнам на преговарачка маса. Притисокот на администрацијата на Трамп вроди со плод. Нема оружје, нема ништо, мораш да седнеш да запре оваа војна. Од друга страна Нетањаху, човекот кој е обвинет за многу злосторства, да кажеме, и од меѓународниот кривичен суд, кој сите земји од меѓународниот што се потписнички на тој меѓународен кривичен суд се обврзани да го уапсат и испорачаат во Хаг. Оди во Соединетите Американски држави, еве радо виден гостен, нема уопште проблем дали некој ќе му направи нешто. Затоа велам, администрацијата на Трамп полека си ја покажува вистинската слика и политика што планира да прави. Трамп е бизнисмен, сака бизнес, сака да се вратат вложените и потрошените средства која претходната администрација ги вложувала или ги давала, оружјето во Украина, оружјето во Израел. Од друга страна на Израел му одговара таму американците да си официјално полесно, повеќе ангажирани, бидејќи и сега се ангажирани, но од страна, па да видиме дали како влезат тие хотели, капитализам, пари, се тоа на некој ќе се обиде било што да направи во појасот Газа, зборам хипотетички, а тој вели во духот на сите големи капиталисти, отварање работни места, отварање екзистенција. Ја нотира добрата страна во неговите очи. Ја пласира добрата страна, а лошата страна, ќе потсетам, вие дома ќе бидете гостин и ќе работите за некој од страна и дома ќе морате да си плаќате она што е ваше сега, ќе морате на некого да му плаќате да е мирно. Сега тоа ви се случува затоа што не сте успеали вие сами да се изборите. Се разбира, оваа идеја на Трамп околу Ривиерата е бизнисменска идеја, има политички точки, не е спорно, но ќе видиме како тоа ќе го прифатат, како ќе го прифати светот сега. Колку и американците да одлучуваат и се мокни и они се тие што ќе го кажат последното, сепак секогаш ќе има некои овакви да кажеме организации кои ќе се борат против тоа. Можеби ќе се роди некој Че Гевара и таму. Добро, но сега и легендата за Че Гевара знаеме како заврши, зборуваме историски. Не сега да ја фалиме. Ако се демеме во предвид дека Че Гевара бил против западните интереси и бил антикапиталиста, денеска капиталистите го носат Че Гевара. Ти ако забележиш малку, Че Гевара стана маркетиншка икона на Западот. Бидејќи, повторно ќе кажам, сето тоа е една огромна политичко-медиска манипулација на која луѓето може да наседнат. Овој трик, оваа најава на Трамп, еден дел сигурно ќе наседне, бидејќи ќе каже доста се боревме, доста живеевме овака како што живеевме, зборувам дел од палестинците, дај нека се вложи, ќе работиме за странци, ама ќе живееме достоинствено. Сега знаеме како е тоа кога работиш за друг и знаеме како капитализмот не го прави тоа тебе да ти е добро, него тој да има профит. Колку ќе има профит, тука ќе има многу судири. За почеток, ајде сега да зборуваме за сега, има противење на неколку арапски држави кои прво не сакаат да ги примат палестинците ниту привремено, второ е и Хамас кој можеби не е во позиција да бира, кој е веќе десеткуван, сепак се уште постои, веле ние нема да се согласиме на планот на Трамп. Од друга страна, Израел, повторно ќе кажам, него му одговара, бидејќи ќе има мир тука и нема да мора да троши пари, ресурси и човечки животи за да одржува некаков мир во појасот Газа, но пак има проблем, еве Саудиска Арабија вели, која треба да се смири со Израел, вели нема да воспоставиме дипломатски односи, додека не дозволите палестинска држава. Ќе видиме како тоа мировниот план на Трамп за Блискиот Исток ќе се реализира во реалноста. Сите оние најави кои ги имаше беа половични и беа според мене манипулативни. Благодарам, Андоновиќ. Следевте уште една меѓународна анализа на Слободен печат. Во продолжение одиме со рубриката Када во слободно време.